Во рамките на проектот Заедно сме посилни преку врсничка едукација за подобро ментално здравје и ненасилство, Сдруженијето на граѓани Доверба од Куманово деновиве реализира работилници во кои се вклучени ученици од средните училишта Наце Боѓони, Гоце Делчев и Перо Наков. 27 средношколци активно работат како да се справат со сопствениот стрес, како да побараат поддршка, а понатаму ќе работат и како тие да бидат поддршка во своите училишта, односно да ги едуцираат своите врсници и другари. Минуваме низ тежок период на колективно ниво. Травматичниот настан од минатата недела предизвика директна травма кај преживеаните и нивните семејства, како и кај семејствата на починатите, но предизвика и индиректна травма кај населението во целата држава. Особено гледам дека кај младите и учениците предизвика силни емоции, истакна председателката на Доверба Дивна Јанкова. Навистина во овие тажни денови за Македонија, ова работилница најде на одек во училиштата дека е многу важна и самото тоа да станат свесни, да ги препознаат знаците кај себе, како и кај другарчињата, да знаат да побараат помош кога им е необходна и ако можат и тие да бидат веќе во овие моменти на поддршка на другите. Секакви реакции имаме, знаете, од плачење, повлекување до јавно изразување на лутина, бес, тага. Сето тоа го споделивме овде заедно, моментално работиме во тоа што ги прави стресни, да знаат како да се растеретат, односно да го канализираат стресот и да постават граници, сопствени граници до каде можат да поднесат, а од кога треба да побараат помош, да видат како можат начини на опуштање. Понатаму имавме вежби за само доверба и само заекнување, меѓу себе се заекнуваа, за да баш действуваат како тимови и што е најважно, тие се спремни, покажаат дека можат да уште веднаш да се вклучат како група за самопомош. Впрочем, ќе ги чуете и ученичките. Нас не е важно што со ова мало нешто, што успеваме да, дадеме поддршка во овие 3 училишта, секаде е потребно, верувам моите колешки психолози и се вклучив ја и преку комора на психолози, даваат помош која е неопходна секако. Само да се ислуша некој што е најважно и да се разбере, тоа е првиот чекор, а уште повеќе ако можеш да му вратиш назад, да го закрепнеш и да го препознаеш болката на другиот. Во семејната средина прво да се кохезира, значи да се направи внатрешна соработка, да се разбере, да се ислуша секој со што се соочува, да се отвори секој член на семејството, да сподели со најблиските, доколку утврдат дека не можат да одговорат на потребите на членот, да побараат помош. Шок и неверување, активирање на одбранбени механизми, процесуирање, реконструкција и прифаќање, прилагодување се состојбите на луѓето за кои што се разговараше и на денешната работилница. Сметам дека менталното здравје е многу важно за секој индивидуа, затоа што сите треба да знаеме како да се справуваме со нашите емоции. Јас се чувствувам исполнета затоа што сум дел од оваа работилница, затоа што учам како да се справувам со моите емоции и допринесувам за себе, а знам дека ќе можам да помогнам и на другите. На овие работилници учиме како да одржуваме баланс со емоциите помеѓу приватниот живот и останатите обврски кои ги имаме. Менталното здравје е исто така важно како и физичкото. Јас сум многу среќна затоа што сум дел од оваа работилница, затоа што менталното здравје е многу важно и пред се знам дека си помагам сама на себе, а потоа имам прилика да помогнам и другите, затоа што анксиозноста, стресот е многу присутен денеска кај младите генерации и мислам дека со помош на оваа работилница пред се ќе пружиме помош, ќе пружиме поддршка, што е многу важно и навистина е време да се урне стигмата за менталното здравје и стресните ситуации кои се во нашето секојдневие да се олеснат со помош на пружање на помош, поддршка. Едноставно полесно е кога знаеш дека има некој што
ќе ти се обрати, што знаеш што да ти каже и ќе те смири во најтешките моменти. Главно ние одиме на овие работилници, на овие проекти, поради тоа што првин треба да се справиме со самите себе за да можеме да помогнеме на другите, бидејќи ако ние немаме внатрешен мир, како ќе има другите од нас. Со овие работилници, со денешната работилница учиме како да се справуваме со стрес, како да действуваме ние во стресни ситуации, бидејќи не секој действува исто и не секој е смирен во секако стресни ситуации, но да не избувнува, да не биде агресивен, да методи на избори до 10 или методи колку 5 работи кои што можеш да ги видиш, 4 кои што можеш да ги мирисаш и такви методи слични, за да можеме ние да се смириме, за да се справиме со таква стресна ситуација. Главно на овие работилници ние сме тука да си го подобриме нашето ментално здравје, за да потоа можеме во нашите училишта да помагаме со нашите соученици, бидејќи едноставно порано не е имало и денеска нема поддршка многу голема. Сакаме ние да сме таа поддршка која што да биде спроведена во училиштата за да направиме подобра средина за сите. Целта на проектот е да се поддржи менталното здравје, да се зајакне психосоцијалната и социоемоционалната компетентност на младите родителите, како и професорите и да се создаде безбедна, поддржувачка и ненасилна средина во средните училишта во Куманово. Проектот кој започна да се реализира во февруари годинава, а ќе трае до 1 октомври 2025 година, е поддржан од екуменска иницијатива Жена од Омиш, Хрватска.